сте имале нешто, треба да се обратам, да кажам, ова се проект или не знам? Ништо. Заглавие. Така, не треба наслов, нешто опшет за проектите или не знам што, таква работа. Добро. Почнуваме. Почитувани граѓани на општина Крушево. Како ваш градоначалник во изминатите 4 години, со безрезервна подршка на владата на Република Македонија, заедно со вас, заедно со Советот на општина Крушево, општинската администрација и сите оние кои Крушево го чувствуваат како свое, работевме посветено и неуморно кон реализација на нашата заедничка цел. Општина Крушево да ја направиме просперитетна, економски развиена општина и посакувано место за живење. Пристапивме кон решавање на нашите секојдневни, со децении одлагани за решавање животни проблеми, подобрување на водоснабдувањето, изградба на патната и комуналната инфраструктура, создавање на услови за отворање на нови работни места. Во подобрувањето на водоснабдувањето се вложени повеќе од 440.000 евра. Го финализиравме проектот изградба на цевковод во должина од 9 км на падините на Бушова планина, со што се обезбеди доток на дополнителни 5 литри вода во секунда. Реализиравме капитален проект изградба на цевковод во должина од 9 км од регионалниот водовод Студенчица, пумпна станица кај село Норово до село Светомитрани, со кој се реши деценискиот проблем од недостиг на вода за пиење на околу 2000 жители од овој регион. Во градот реконструиравме 1,1 км дотраена секундарна водоводна мрежа со цел намалување на загубите на вода. Поставивме 500 водомери на јавна површина во повеќе населени места со цел економично, рационално користење на водата и реална наплата на потрошената вода. Во текот на овие 4 години реконструиравме 34 км регионални патишта. И тоа реконструиран, проширен на 3,5 метри и поставен нов слој асфалт на регионалниот пат Светомитрани Бучин во должина од 7 км. Реконструирани се 24 км од регионалниот пат Стопанство Крушево Демир Хисар со поставување на хоризонтална и вертикална патна сигнализација. Уреден е и осветлен влезот во градот, реконструирана, проширена и асфалтирана е главната сообраќајница и други споредни улици во градот во должина од 2,6 км. Реконструирани и поплочени со бекатон плочки 10.000 метри квадратни улици во градот и населените места. Асфалтирани 2,1 км улици во населените места Бучин и Врбоец. Ова се реализирани проекти во патната инфраструктура во вкупна вредност од 1 милион евра. Во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, реконструиран е градскиот парк Плоштад во Крушево со вкупна површина од 760 метри квадратни. Вредноста на проектот е 65.000 евра. Инвестициите во спорт и млади изнесуваат повеќе од 600.000 евра. Покрај веќе започнатите 2 фудбалски терени, со изградбата на современо повеќенаменско игралиште, со изградбата на двоен тениски терен и фитнес зона на отворено, се заокружи формирањето на спортско-рекреативниот центар Гумења, место за одмор, рекреативен спорт, припрема за спортски екипи, развој на спортскиот туризам. Изградена е нова спортска сала во село Бучин. Изградени се 2 спортски терени во село Пресил и село Норово. Во текот на 2013 година завршен е проект за поставување инсталација за вештачки снег на скијачките терени. Проект вреден 900.000 евра. Изградена е комплетна инфраструктура во викенд зоната Вршник и дел од инфраструктурата во викенд зоната кај Крушевското езеро. Изградено е ново монтажно училиште во село Светомитрани. Од страна на образовните институции во општината реализирани се низа проекти, грантови во висина од околу 100.000 евра. Реконструирано е средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Реконструирано е основното училиште Свети Кирил и Методи во село Бучин со подрачните училишта.
реконструирано подрачното училиште во село Норово. Изградени се детски катчиња во скоро сите населени места. Реконструиран е покривот и заменета фасадната столарија на здравствениот дом во Крушево во вредност од 50.000 евра. Реновирани се фасадите на 3 староградски куќи во Крушево, извршена е заштита и конзервација на иконостасот на црквата Свети Јован. Крушево беше град на културата за 2014 година и во текот на овие 4 години се одржани повеќе од 200 културно-уметнички манифестации и збиднувања. Почитувани сограѓани, направивме значаен чекор кон решавање на најгорливиот проблем на нашата општина – невработеноста. Создадовме основни предуслови за отворање на нови работни места. После 2 години посветена работа, донесен урбанистички план и оформена индустријската зона Сува река Опаленик. Очекуваме во текот на овој месец тутунската компанија Секе Сеа од Грција да отпочне со изградба на стопански капацитет за откуп и преработка на тутун. Минатата сезона имаше 260 сезонски вработувања. Веќе 4 години со успех работи погонот на текстилната компанија ДОО Фалко од село Цапари Битола со 70 вработени. 5 Letters, ДОО Ресен, компанија со американски капитал, отвора погон за производство на медицинско масло од канабис во постоечки објект во близина на индустријската зона Опаленик, катастарска општина Алданци, општина Крушево. Предвидени се 50 нови вработувања за 2017 година со континуирано зголемување на нивниот број до 200 во текот на 2018. Само за 4 години донесовме 3 нови инвестиции, повеќе инвестиции отколку во изминатите 30 години. Ова е само дел од проектите кои ги реализиравме во изминатиот период. Почитувани сограѓани, празни ветувања за подобар живот на сите не носат подобро за никого. Само работата носи подобро. Само работата носи подобро за сите нас, независно од нашата етничка, политичка, национална и верска припадност. А ние 4 години работевме посветено и неуморно.